Почитувани, со одлуката за отфрлање на кривичната пријава против директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, јавното обвинителство се претвара во партиски инструмент на ВМРО-ДПМНЕ. Наместо целосно независен орган, ослободен од прангите на политиката, се става во одбрана на незаконското назначување на директорот на Агенцијата за национална безбедност. Селективниот пристап и бројните недоследности фрлаат црна дамка за целата постапка, која е контрадикторна со веќе завршени постапки и судска разрешница. Зошто обвинителството, почитувани, не побарало официјален одговор директно од ЕТС, институцијата што ги издава ТОЕФЛ сертификатите? Зошто не е постапено исто како со двете директорки на училишта и директорката на болница во Дебар, кои беа гонети и осудени токму за користење лажни ТОЕФЛ сертификати од истото место како Христовски? Има судски пресуди за кои одговорите, почитувани, се обезбедени директно од ЕТС и тоа за само неколку денови. Сега, кога станува збор за партискиот кадар на ВМРО-ДПМНЕ, оваа постапка е целосно игнорирана. 6 месеци обвинителството чека одговор од Бугарија, при што признава дека тој одговор е нецелосен. И врз база на нецелосен одговор, како се носи одлука? При тоа целосно се игнорираат и јавното достапни истражувања, документи, снимки и изјави, кои јасно укажуваат на тоа дека ова јазично студио не издава ТОЕФЛ сертификати. Дополнително има и други отворени контрадикторности. Христовски тврди дека полагал во Пловдив, а обвинителството вели дека полагал од дома. И се тоа треба ние да веруваме дека е во ред. Или ако си кадар на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш се може. Ова, почитувани, е селективна правда. Ова е политичка одбрана за спас на партиските кадри на ВМРО-ДПМНЕ. Оваа скандалозна одлука не само што ја руши довербата во институциите, туку и потврдува дека се уште живее духот на тефтерчињата од времето на Никола Груевски. Се потврдува дека со ВМРО-ДПМНЕ на власт нема и не може да има правда. Ви благодарам.